civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Овие теми во минатите неколку години не беа толку наметнувани, бидејќи не убедува дека ова е едно општество за сите, дека сите сме еднакви, нема национализам, нема тепачки по автобусите, нели така некако го доживуваме моментот со антинационализмот, дека едните политички партии се фалят дека успеа да победат само со македонски гласови, другите само со албанските гласови и некако тој антинационализам, тоа е едно општество за сите, другите националности ги ставаме нели во некој заден план, само ги набројуваме. Дури и желбата да сме едно општество за сите, ги слушаме политичарите како ревносно ги набројуваат сите националности во Македонија, внимавајќи да не пропуштат некоја националност, а секако успеваат да пропуштат бидејќи ова е една прекрасна држава на калоритен народ кој што живее со долги векови и не мора да бидат спомнати во уставот. Значи да сме сите еднакви, сите имаме ист пристап кон правата и кон системот и нема потреба да набројуваме албанци, турци, бошњаци, роми, срби, значи сите кои што живеат во Македонија, нели тоа е целта на зелената агенда, на солидарноста, на моментот. Она што би можеби сега е актуелно да не го изоставиме тој моментот со локалните избори, колку тие влијаат на оно што ние го работиме моментот на солидарноста, каде што вчера видовме една победа на лажните вести. Вчера видовме како пред влада се слави победата на популизмот, на лажните вести, на стравот, на ксенофобијата, каде што луѓето беа убедени дека прифатниот центар е новиот мигрантски камп, дека тука ќе бидат населени бегалци, мигранти, лошите кои што доаѓаат од истокот, иако ние се обидувавме и од 2015 да ја намалиме ксенофобијата со вистината, со точните вести. Прифатниот центар за странци моментално функционира во општина Чаир и тоа функционира 10 години наназад, немало протести, немало реакции, функционира во близината на Природно-математичкиот факултет и е за странци. Што значи странци? Секој кој не е жител на Република Северна Македонија е странец, а при тоа на територијата на Македонија го прекршил некој од законите. Тоа може да бидат американци, кубанци, германци, французи, се додека чекаат на депортација назад во матичната држава. И вчера видовме дека под притисокот на протестите на локалното население, таа локација е сменета, иако нели претходно е ветено на Европската Унија дека тука ќе биде прифатен центар за странци. Силниот популизам од една страна, каде што имавме голема наплив на тие лажни вести, резултираше со еден многу трагичен наслов: победа на граѓаните. Победа над што? Мислам, што славиме? Зелената агенда е смела агенда, храбра агенда, со цврсти граници. Ако сте политичар кој што велите дека се залагате, вие мора да стоите цврсто на таа агенда, да не дозволите, како беа дури некои смешни, па едно дрво се исече, па само едно паче да се направи, па за корист на граѓаните се шири Скопје. Значи тоа се смели одлуки, цврсти одлуки, ако сме општество за сите. Ако имаме закон за заштита и за спречување од дискриминација, вели дека ниеден граѓанин не сме да биде, ниеден жител, ниеден човек во Македонија не сме да биде дискриминиран, тоа значи не сме една политика, еден наратив, еден систем да потпаѓа под лажните вести, под популистички мерки. И за нас беше погубно, каде што вчера се славеше победата. Мислам, дефинитивно за нас, за мене беше голямо разочарување. Зашто јас верувам дека не сите сме родени еднакви, сите имаме свои достоинства, свои права, дури странците во нашата држава, но она што го гледаме во однос на оно што нас ни е фокусот, се секако нели бегалците, мигрантите и социјално ранливите граѓани кои што живеат. Често пати велиме дека сме гласот на безгласните, кои во нашето општество секоја постојано се појавуваат групи на граѓани и граѓанки кои што не може да нивниот глас да биде слушнат. И мене ми е драго што имаме прилика многу често да разговараме за нив и да зборуваме за бројните проблеми кои што ги има нашето општество, но дефинитивно и пандемијата уште повеќе создаде нееднаквост, уште повеќе голема дискриминација, чувствена несигурност, чувствена паника. Ги имавме сите тие надписи во весниците каде што се зголема бројот на заразените и сликите се од Чаршија, од Битпазар, од Чаир, бегаат од изолација, повторно слики од Чаршија, од Битпазар, дури имав едно мало истражување тоа колку медиумите
на своите насловни страници влијаат на потекнувањето на исламофобијата и ксенофобијата, каде што на такви бомбастични наслови секогаш се бираат моменти каде што се поврзува со одреден етникум и со одредена вера или стереотипизација, дефинитивно на таквите наслови бегаат изолација, кршат протоколи, сликите се од Бит пазар, од чаршија, од чаер, покриени џами и слично. И гледавме дека тоа влијаеше на продлабочување. И сега кога очекувате на локалните избори смелост и да стават црвена линија кон таквите политики, не можеме да видиме дека мултикултурализмот за во предизборијата функционира само на политичките реклами, на слогани, па ете имаме на политичка партија каде што има покриена како носи баклава од куќа до куќа, а на листите нема никаде жени со марама, иако имаат вредности. Фолклорот е доста застапен и желбата нели да покажеме дека сме. Но како што кажа претходниот соговорник, граѓаните се свесни. Граѓаните бараат политики, граѓаните гледаат епилози, граѓаните следат записници од седници, владини, на советите, често пати кажат никој не следи. Не, граѓаните кои што бираат за кого ќе гласаат, свесните граѓани бираат она што се случува. И од 2017 гледаме големо назадување во однос на азилот и на миграциите во Македонија, иако законите кои што се донесоа тоа, секогаш имаме идеални закони и прописи, сепак видовме на големо назадување во однос на тоа како нашата држава се поставува, така да имаме последен бегларски статус е даден во 2017 година, азилот исто така бележи очајни резултати, а Европската комисија упорно во своите извештаи, кои што ги дава секоја година, нема воопшто перфектен извештај да сме добиле, секогаш нотира дека не се работи доволно во однос на овие прашања, азилот, миграциите, границите и тоа што Македонија треба повеќе да го понуди. И некако замолкнувавме ние кон сите тие прекршувања на правата на бегалците и на мигрантите, бидејќи нели тие не се наши, ние славиме победа ако нешто спречиме кое што би било за нив. И не сме свесни дека ако дозволиме една власт да негира едно право, да не испочитува едно право, утре таа власт ќе го направи истото кон други граѓани, ќе го направи кон други групи на граѓани во нашето општество. Имавме 11 години режим каде што идовме дека листата на прекршување на човекови права не заврши со една група, туку се продлабочуваше и одеше се кон друга стигматизирана група, кон дискриминација. Значи, ксенофобијата е дискриминација, неможноста да дојдете до системот, да си го створите своето право на заштита е јасна дискриминација. И она што повторно го имаме во нашите медиуми, тој бомбастичен напад, ни доаѓаат афганистанците, ќе дојдат, ќе останат, броиме во кој хотел се и слично, народот на социјалните мрежи реагира како што реагираше, што од страв, што од незнаење, и власта нормално повторно го слуша гласот на тие луѓе кои што доле коментираат и решава да внесе една практика во нашата држава што е застрашувачка, а жално како сите молчиме, ги претвори хотелите во притвор. Моментално граѓаните и жителите на Авганистан кои што влегоа со дозволи за престој, со визи, дочекани како што беа дочекани, се сместени во хотелите во Скопје без право да се движат надвор од хотелот. Значи тоа е притвор. Да дозволивме пракса на користење на хотелскио сместување како притвор. И тоа е една страшна практика која сите борки и борци за човекови права треба да ги загрижи, бидејќи ние дозволивме полициска патрола да стои пред хотелот и да не дозволи никакво движење. Нивното движење во градот е лимитирано, се случува еднаш неделно или не се случува, и е со силна полициска придружба. Значи, како што кажав, ако дозволивме еднашка да се направи едно нарушување на човековите права, истото ќе се случи и со друга група. Исто така, голем број на граѓани го поддржаа движењето на Black Lives Matter. Што значеше тоа? Дека нема да дозволиме третман на никого различен од мнозинството. И имаше во Македонија хаштаг Black Lives Matters. Ги поддржувавме сите нели црните животите на афроамериканците се битни. И ние го поддржавме, иако се однесуваше на расизам, се однесуваше на етничка припадност, и навистина сега се наоѓаме во еден момент каде што очекуваме што следното може да се случи. Што следната пракса на прекршување на човековите права можеме да ја очекуваме како значи во нашата држава. Така да дефинитивно граѓаните власта одеше на моментот на популистички мерки што населението кое што коментира на Facebook сака или на социјалните мрежи и другите
интернета, Твитер и што и да користат нашите граѓани, но при тоа кршејќи ги принципите на човекови права, кршејќи го уставот, кршејќи ги законите, меѓународните акти, мислејќи дека остварил победа. Но всушност за нас кои што сме и правници, правнички, и активисти, и активистки, борци за човекови права, тоа е еден голем исчекор назад, на враќање назад и потсетување на тоа како беше во претходните периоди. И мислам дека треба сериозно да се приспита што значи зелена агенда. Мислам дека на сите кои што се залагаат за таа зелена агенда, а доаѓаат од политичките кругови, дека тоа не е зелени балони на пресконференција, не е ни зелени беџови на пресконференција, туку е многу повеќе и не се однесува само на започнува со околината во која што живееме, хуман простор за живење, а го опфаќа секако и моментот на солидарност, сочувството, поддршката и емпатијата која што мора да имаме кон сите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.